знам што тя авторска и се вика можеби, автор на музиката сум јас, автор на текстот е Стефан. Се малко ќе уживате. Почитувани гости и љубители на пишаниот збор. Вечерва, во рамките на програмата со активности за одбележување на општинскиот празник 7 ноември, сме дел од настанот одбележување 50 години творештво на Васил Тоциновски, организација на ЈПУ библиотека Гоце Делчев, Кутини. За богатото творештво создавано во 50-тите години, творечка кариера на македонскиот писател, книжевен историчар и критичар Васил Тоциновски, ќе зборува професор доктор Славчо Ковиловски, професор на Институтот за македонска литература, истражувач на македонската книжевна историја и главен и одговорен уредник на ревијата Стожер во издание на Друштвото на писателите на Македонија. По моментов го поканувам директорот на библиотеката Гоце Делчев, магистар Стефан Марковски, да ни се обрати. Шановни присутни, драги представници на литературата, богатата биографија на почитуваниот професор доктор Васил Тоциновски, не ми е жал што не можем да зборувам по-гласно, имам проблеми со грлото, меѓутоа се надевам да слушнат убаво. Богатата биографија на професорот Васил Тоциновски, од која само еден дел ќе прочитам нешто полос на Пепи, е раскош и е богатство не само за нашиот крај, бидејќи тоа е еден културен творец, кој што е повеќе од книжевен
Се надевам дека сепак овие мои зборови ќе опфатат и нешто повеќе од таа моја субјективна перцепција на тој ограден број на книги на професорот Тоциновски. Значи, накратко, неговото поетско творештво изобилува со емоции кои продираат до најдлабоките притисувачки сфери, разоткривајќи светови од искреност, отвореност, сон, мудрост, рефлексија врз минатото и потрега по трајни вредности, кои го устеличуваат животот како дел од соопштото космичко постоење, кој му дава смисла и го прави вреден за живење. Со оваа универзална и основна вистина за постоењето како дел од светот околу нас, а до која секој од нас доаѓа минувајќи различни животни бавици, авторот, односно поетот, целосно и полнокрвно сочувствува, соживува, а главен происход при тоа представуваат творбите кои тематизираат перениални и сеприсутни теми, кои човекот на еден или друг начин се обидува да ги оттргне од модерното секојдневие. Во фокусот на овие теми е времето и неговата минливост, која ултимативно води до минливост и рок на трајање на живите битија, или со зборовите на поетот. Времето ги лекува сите рани и болки. Се рекло и останало така од памтивека. Ама реченото е само збор, неменлив и нем, наспрема животот како планина, а тежната на гробот од немоќен човек. Носталгично посетнувајќи по изгубеното време, поетовиот одглас е во стиховите кои ја повикуваат вечноста во убавиот, прекрасен, неповторлив миг. Се изгубил мигот, се намножиле мигови. Така, трагајќи по мигот вечност, поетот нужно се исправува пред екзистенцијалното соочување со неговото нижење во поголем број мигови, а кои како такви ја одземаат вечност, обидувајќи се да ги одземат и великите и прекрасни души, човечки или животински. Прашувам каде заминале и зошто ги нема писателот Тихо Најдовски, прв сосед од моето велешко мало стар пат. Другарот средношколски Ванчо и зошто за него враќање нема. Таа судба плета во чичко му Ганчо Хаджипанзов, поет и шпански борец, каде побегнала неличната теперутка. Билјана Варналиева и многу се спорила. Мислата иде и бега, што подалеко од домовината на спомените, изјавува Тоциновски, подсетувајќи се на давнешните времења и говорната традиција врзана од корено на корено за неа. Во давнешни времења, од секоја веровска куќа излегувале по еден војвода и двајца комити. Некогаш така било и поминало, и се прикажува тоа со десетолетија. Бројните реални топоними, како да сака токму да ги овековечи и врежа во вечноста на убавиот миг на живеаните слики. Така поезијата е поезија на живописни, топли, светли пейзажи, кои безмалку наликуваат на разиграноста на белокос и полуден старец, на чија глава косата расцутела како икебана, по некоја непозната и мокна експлозија. Истовремено задавајќи полумитолошки, а зрело и прецизно издефинирани димензии на убавите нешта, на кои поетот наишол во текот на својот богат со убавени живот. Една од песните кои засведочуваат за ваквото светопоимање и желба за вражување на убавината и светлината е песната Дубровник. Мислам дека оваа песна е напишана во 2017 година и мислам дека сум делумен сведок на пишувањето на оваа песна. Од долго ноќно патување, неуморно стигнуваме на страда. Безсмртен во градбите од Балкана. И пред нас се открива морето како сребрена тепска. Минала непроспиената ноќ. Замореноста се престорила во безблескот на радост. Прекорот е победа и боскина, вклопсени во душата и очите. Колку убавена промарморувам, единствена и неповторлива, се оттегнува во столицата, убавена, пораѓање и смрт.
Воспевањето на мигот вечност и реминисцирањето по неговото златно време трајање безмалку задава една мемуарска димензија во поезијата, а за жал, како што често бидува во реалноста, навраќањето во убавините неретко доведува и до неизмерна тага, од свесноста дека се што почнува некојаш мора и да заврши, или со зборовите на поетот. Не пребол ти било постоењето, дребна капка солза ти бил човекот. Во миг е тука и во миг вечно не станува. Та затоа не прашувај, не се тревожи, подари само миг за обостравно изгубување. Разочарувањето од свесноста дека животот е капка роса. Сега го гледаш и му се радуваш. И тој ти се радува. Трепет и го снемал, како никогаш да не било. Ај пусто останал животот, пустелја да не фати, оди да разбере, како да нема светла алтернатива. Но може би токму ова е една од централните функции на поетското изразување. Да се бара и пронајде надежда во повековечувањето, но бавата милост, заради која вреди да се живее, оној еден и единствен живот, што салво посетуваме. Затоа, единствената надежда во физичкото и поетотворечко зграбување на мигот, неоткажувањето и храброста за соочувањето со минливоста, самотијата, но и сите предизвици, изместени времени, зла и интриги кои ги носи самата живеачка. Никогаш не вели никогаш повеќе. Едноставно подетинуваш, подзабораваш и се поигруваш, си подигруваат со тебе. Ти се враќаш на првата љубов. И како дамна, некогаш срамежливо, потајно пишуваш песни. Секој стих на поетот е како е капка роса, која блескоти, се лепи за душата и го грее срцето. Но истовремено и мевлен кој им помага да ги согледаат собствената убавена и да ги најдат спокојството и надежда, искусувајќи ја неговата мудрост и самосвест. Преизлежирајќи убавината во еден никогаш недосонет сон и златното доба од собствениот живот кој зажуруваат спомени од малиот избор, далеко од срцето и очите на светот. Поетот ни помага да допрема до пейзажите кои ги носиме и за кои не се потребни очи. Поетовиот восклик кон убавината е уште едно од живогување на размислата на Достоевски, односно на Лав Николаевич Мишкин во романот Идиот, дека убавината може да го спаси светот, кој воедно е восклик кон разновидните и богати пейзажи со кои природата не наградува како нејзини рамноправни чери. Сите овие референции кон природата со тон на восклик или со почет се безмалку се присутни во поетското творештво на Васил Коциневски. Се надевам дека овој мој печаток за поетското творештво на професор Коциновски би бил споделен и со барем дел од вас, доколку имате прилика да ги читате неговите песни. И се надевам дека ова вечер ќе ви инспирира токму на тоа. Ви благодарам. Професор доктор Васил Коциновски е роден на 22 август 1946 година во село Стојаково, Гевгеевско. Тој е меѓу најплодните современи македонски автори. Неговото дело се врзува за маркантниот опус, сочинет од над 120 книги од сите области, од кои 65 дела од областта на белетристиката и науката, 66 редакции и избори од македонското книжевно и публицистичко наследство и 22 енциклопедии, учебници, прирачници и зборници, каде се јавува како автор или коавтор. Во домашната и странската периодика публикувал над 400 книжевно-историски студии и над 650 есеи и критики. Коциновски има фундаментален придонес за развојот на македонската книжевна историја, особено проучувањето на македонскиот книжевен 19 век, откривањето и дефинирањето на улогата на поединечни дејци, како Атанас Раздолов, Богдан Сираков и други, како историјата на македонскиот литературен кружок во Софија. Добитник е на голем број значајни награди за своите достигнувања во науката и книжевноста. Бил професор
професор на 1244 студенти по македонистика на Филозофскиот факултет во Риека, ментор на голем број трудови посветени на македонската литература, јазик и култура. Тој е актуелен секретар за активности во земјата на Друштвото на писателите на Македонија. Како добитник на Рациновата стипендија во 1969 година дипломира на Филолошкиот факултет во Скопје, на групата Историја на книжевностите на народите на СФРЈ. На истиот факултет ги завршил постдипломските студии по македонска книжевност во 1984 година магистрирал на тезата драмскиот писател Богдан Сираков, а во 1989 година ја одбранил докторската дисертација Атанас Раздолов, живот и дело. 20 години работел во телевизија Скопје од 1969 година и 1989 година. Работел како водител на телевизискиот дневник, уредник, главен и одговорен уредник на втората програма од 1981 година до 1984 и на секторот за училишна, образовна и научна програма од 1985 до 1988. Автор и на сценарија на 50 на документарни филмови и серии, емитувани на програмите на тогашна ЈРТ, Југословенска радио телевизија, и на многобројни програми и фестивали во светот. Остварил меѓународна соработка и престои во Советскиот сојуз, Италија, Германија, Словачка, Романија и Бугарија. Бил виш директор на Македонскиот институт за фолклор од 1989 година до 1992. Работи како научен соработник на Институтот за македонската книжевност при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Од 2008 година се до неговото пензионирање во 2014-та работел како редовен професор на катедрата за македонски јазик и литература на Филозофскиот факултет во Риека, Хрватска. Бил главен и одговорен уредник на најстарото македонско книжевно списание за литература, култура и уметност Современост. Васил Тоциновски е подписник на 57 редакции и избори од македонското книжевно и публицистичко наследство. Соавтор е на 17 енциклопедии, зборници, прирачници и учебници за средното образование во земјата и странство кој околу 317 книжевно-историски студии и 431 рецензија за автори и дела од домашната и светската книжевност. Неговите трудови се преведувани на германски, италијански, англиски, словачки, хрватски, српски, бугарски, и словенички, албански, полски, турски, француски јазик, руски, румунски и други јазици. Пред македонската и светската јавност е познат повеќе како научен работник, истражувач на македонската литературна историја. Се занимава со македонскиот 19 век и периодот меѓу двете светски војни. Особен принос има во откривањето на непознати страници од историјата на македонскиот литературен кружок во Софија. Во тој правец има големи заслуги во откривањето на животната судбина и книжевното дело на подобните писатели од македонско потекло, тоест македонци кои живееле и твореле во туѓа јазична средина. Во моментов би сакал да го поканам професор доктор Славчо Повеловски да ја каже својата промотивна реч за професор Тоциновски. Јас такво е својам. Биде малку тешко да зборувам после вакво представување на професорот Тоциновски од степен човек да почне да ги набројува неговите книжевни стварувања, навистина ќе потреба малце подолго време. Уште да почнеме со насловите, да почнеме со задолбочена анализа. Ќе треба уште подолго време. Додека зборуваме, јас од време на време вака дзиркам кон видеоарта што ти во моментот заврши. Кој што е насловен според митскиот келенски лик, тешкотиите на Сизиф. Онда постојано туркање на каменот како казна од оковите од нека виша сила, постојано туркање на каменот да се дојде до некој врв, што туку ќе се дојде до врвот, повторно се излизува каменот низ раците и се скакава
и повторното почнување на тој процес на искачување на каменот кој што никако да дојде до врвот на планината. Така што ако направиме компарација со Сизиф, сега ако веднаш ми дојде една можна компарација да направиме со уште еден хеленски лик, лик од хеленската митологија, со маките на Тантал, кој што исто од боговите бил осуден на постојана шедност поради нешто што сгрешил или затоа што боговите така мислеле. Тантал, како и Сизиф, бил затворен во подземница. На Тантал виселе јаболка, гранки, до неговата брада имало вода. Меѓутоа, кога и да постигнал да скине јаболка, ветрот го дувал гранките не успел. Кога да посакал да се напие вода, најдеш водата исчезнувала на некаков чудесен начин. Така што, јас верувам дека цела таа танталовска мака, цела оваа сизифовска борба на писателот сепак не е залудна, бидејќи што остави нешто зад себе, фигурно материјално, неговото име ќе се споменува, ќе се препрочитуваат неговите дела со годините што млади. Бидејќи така добро беше зборувано за поезијата на Доциновски, јас како книжен историчар, мене најмногу отсекаш неговите книжевно-историски согледувања. Иако ми се чини дека сум еден од првите биографии на професорот Васил Доциновски со едно моје видување на моја биографија, објавена по повод некоја си годишнина на Филолошкиот факултет, во кој што како еден од најистакнатите предавачи на страници професори кои што изгледа од Филолошкиот факултет беше именуван професорот Доциновски. Јас имав честа, задоволството, не знам како сакате да наречете, да пишувам за целокупното негово дело и се останав тогаш малку на белетристиката, малку на неговите дела за деца, малку за неговото критичка мисла, како што зборува, како што спомна Стефан, малку и за неговата поезија. И еден од заклучоците на кој што најдов беше дека за Доциновски можеби е најмногу пишувана во македонската книжевна критика. Значи, тоа се огромен број на книжевни достапи кои што се однесуваат на неговите белетристички, книжевни и било какви текстови, а за него пишувале текстот го држам колку да се подсетувам, бидејќи има толку многу имиња, сигурно нема да ги наведам сите, меѓутоа само неколку. Катица Ќулавкова, професорот Наоме Радичевски, сегашниот председател на Друштвото на магистратирите Христопиец, Мишо Питановски, Иван Владимировски, Александар Димитриев, Даниел Косовски, Петар Шкирилов и така натаму. Тоа е една голема бројка. Исто како и за неговите други дела. Вера Вескович Вангели, Данчо Зогравски, Гане Тодоровски, Миодар Друговац, професорката Весна Росла Чекришевски и една огромна палета на авторитети кои што се основнуваат на неговите дела. И критичките области по повод белетристиката на Доциновски може да ги поделиме на две цели. Првите кои што се однесуваат на неговото творештво за деца и млади, за кои што може да се каже дека се пострадатум, и вторите, оние што се однесуваат на творештвото за возрастни, затоа што се може да се каже дека го сочинуваат неговите подобни книжевни состојбања. Сега ќе го оставам, бидејќи колку повеќе гледам, толку не можам да ми се обраќам вас. А сакам мило ми што сте тука, мене ми е особено мило за поканата на Стефан, мило ми што сум во домот на културата, на Народниот театар, Васил и тебе ти се заблагодарувам што ми се укажа можност вака и пред кефилиската студија да се обратам за значењето на твоето книжевно историско дело. Со Доциновски се познавме, веќе се знаеме, јас сум запознат со неговите дела многу подобно, меѓутоа лично се знаеме веќе 20 на години. И можеби не обрнато
книжевно-историска оставштина на Тоциновски. Значи, неговите дела за македонскиот литературен кружок, за Михаил Сматракалев, кој што умирно под псевдонимот Ангел Шаров, за македонствувањето на македонските автори во Хрватска, најмногу за Георги Капчев, браќата Петкович и така натаму. Сето тоа во мене будеше една фасцинација. Добро, каде се овие информации, каде ги црпи професорот овие непознати страници, велики Тоциновски пред се го интересираат архивските материјали. На некаков чудесен начин, на кој што кој да разговараме, каде се уште никош не може да си ги одговорам, успева на некаков начин да дојде до материјали кои што даваат делчиња пореди мозаикот на македонската книжевна историја и на македонската историја. Фасцинантни се неговите откритија за Кочорацин, за браќата Петкович, за Георги Капчев, кој што го спомнав дека работел едно време и живеел во Хрватска, а можеби за пошироката публика тоа се релативно непознати имиња. Меѓутоа за македонската историја, општо за македонската книжевна историја, 20 век, тоа се имиња кои што представуваат врвни поглавја, кои што книжевниот историчар мора да ги има пред себе, мора да ги знае, и едноставно мора да шири емпатија од нив. Оние испишани страници, бројни, недогледни, за македонската борба во 19 век, за државност, за собствен јазик, за собствена црква, за собствена литература. Сето тоа се интересите на професорот Тоциновски. И особено фасцинантно е тоа што успева да пронајде и да објасни некои од така наречените дводомни автори, што се истражувани, меѓутоа никогаш претходно, како што ги истражувал професор Тоциновски. Преку компаративна анализа и повторно изнаоѓајќи ги нивните скриени дела низ архивите од целиот Балкански полуостров и од успева да ги предложи пред македонската публика. Тоа се дела со кои што зрачат со македонство, зрачат со љубов кон тогаш поробената татковина, зрачат со надеж за подобро утре. Меѓутоа, од една страна се многу позитивни за нашата книжевност историја, меѓутоа се од друга страна се многу трагични по самите автори, бидејќи немале можност да пишуваат и да творат на собствен, на кодифициран, на стандарден македонски јазик. Тоа биле такви времења кои што постојано се барале алтернативи како бабиот збор да се приопшти на пошироката читателска публика. Немајќи друг избор, тие македонски автори, што ги нарекуваме водолни автори, кои што припаѓаат и на Македонија, и кои може да припаѓаат и на други литератури, да ги се пишуваме на други јазици, немале друг избор, едноставно, оној наперешен шанс што ги имале во себе, да го извадат и да го запишат на хартија. Таа хартија подоста наоѓала голем број читатели, голем број попошаватели, кои што високо ги вреднувале нивните книжевни дела. Поредот на тие дводомни автори и автори кои што Тоциновски посебно внимание посветил, фасцинантни се оние истражени, откриени документации, кои што ни изнесуваат низ повеќе дела, повеќе книги, кои што за мене се особено интересни, а се однесуваат за македонската литературен кружок, кој што професор Тоциновски точно го утврдува бројот на членовите македонскиот литературен кружок. Кои се, а кои не се. И само неинформираните, да не кажам оние што не сакаат да ја знаат истината, можат да му се спротистават на овие факти, на овие дела кои што се широко обзнанени, а кои што се чини дека
треба почесто да ги прелистуваме, бидејќи човековиот мозок се затрупува, со една информација се забораваат работите, ајдат сизифовски макро во животот, без разлика дали става за семејство, за работа, се затрупуваат и работи се позабораваат. И затоа добро е да се подсетуваме, само да ги прелистуваме тие бројни страници испишани од раката на професорот Оциновски, кој што, ако ми верувате, јас домав во мојата домашна библиотека имам 2 полици и милони Васил Оциновски. И кога ми интересира, земам книжичка, чисто да се подсетам да усватам. Тоа се 2 полици кои што успел во еден човечки живот да напред, некои да успеват ниво 10. Е сега, бидејќи замислата ми беше да зборувам за него, да кажам анекдоти од нашите доживување во Загреб, од нашите другарување во Риека, нашите контакти со пријателите широм Балканот, широм светот. Сепак, може би е добро преку начин на прашање и одговори, самиот автор да се обрати, да го чуете неговиот однос кон реториката, кон ораторството, бидејќи според мене во моментот јас тој занат го учев долго време. Според мене Оциновски е еден од најдобрите говорници, најдобрите предавачи, најдобрите професори кои што може да го пренесат своето знаење на студентите, на публиката, на било кој што сака да го слушаат. Така што, професорот, се надам дека ќе се согласите малце да поразговараме, да ме подпрашам некои прашања, може би нешто да ме потуцнам, да се упитам, да видиме што ќе направиме. Можеме да разговараме. Јас најнапред да ве поздравам. Мислев како да ве поздравам, дами и господи, тамака. Вие сте мои драги, единствени џергеричани. Со срце и душа ви припаѓам и вие ми припаѓате мене. И обично кога велат нели Белешанец, не личиш многу на Белешанец. Вие се зајадливи припадници на чаршијата, интриганти. Не сте вие викал таму. Па да велам, имаше моето раѓање во едно за мене, нормално најубавите села Стојаково и Евгениско, и тогаш вели селие јасно. Оттука, кога се наоѓате со своите оливни кога сте одвоиле време, простор да дојдете да се дружиме заедно во ова забрзано, превртено време. Од се срце, пак да ви речем, драги мои, благодарам што сме вечерва со вас и што ова ќе бидат книгови што јас вечно ќе ги памтам. Има нешто што во историјата, во животот, во екзистенцијата и овој миг, во истовремено додека го говорам еден збор, една реченица, тоа е веќе историја. Значи, сакам да ви се заблагодарам вас. Сакам да му се заблагодарам на мојот колега Стефан Марковски, еден извонредно даровит, талентиран, честит младич, кој се сети, па вели, ви имате 50 години од првата ваша јавна. Јас никогаш не ги бројам бројките, некако како да сум скаран со нив и не берам некакви врски, ги одбегнувам тие врски, што го организираше ова обележување. Од проста причина што човек што го почитува, што го сакате, што го почитувате и го сакате, ви овозможува еден миг да го проговорите за себе, за својот живот, за своето дело, а видеоартот во животот нема случајности. Видеоартот на Давор Оциновски, поистоветување со Сизиф, е всушност мислата и смислата претворена во слика целиот живот до врвот, го туркате камен, го туркате собствениот живот,
собствениот труд, мир и спокойство. Отрукате своето време, својата љубов. И тој таман стигнал, одново му се враќа, како што рече колегата Ставчо Ковиловски, танталовите маки, да се почне од почетокот. Тоа е повешното. Затоа што ако го немате својата умисленост, верувајте ми, не ќе напишав ниту еден ред, не ќе објавив ниту една книга, не ќе можев да патувам, да истражувам и да бидеш одсутен сам со себе, подалеку од своите, меѓутоа, создавајќи нешто што ќе го оставите на својот народ, на својата татковина, како завод. Му благодарам на колегата младиот професор Ставчо Ковиловски, со кого се познаваме, долго соработуваме. И јас сум горд, што да речеме мои професори беа, и јас учев, такви професори повеќе нема. Такви луѓе повеќе не постојат. Блаже Кордески, Димитар Митрев, Кирил Пенушвиски, Каралампија Полераковиќ. Рете луѓе кои не учеа и ден денеска точно како треба да се користи вкуснотот и како таа треба да гледа, да изгледа од Полераковиќ. И денеска, кога 19. век и понатаму, и првата половина на 20. век се големи енигми, по кои треба многу прашања да ги разрешувате, а да направите синтези и анализи, да се навратам, кога каже Кордески, да на прошекотам. Ајде, професоре, сега помогнете ми како понатаму да македонствувам. Како да живеем. Ете, тоа е Давор Циновски, да ме го мигот камерот се искачува, на тој помог паѓа. И ќе речете, а зашто ви е попустот за аводна таа работа? Воопшто не е за това. Затоа што во искачувањето, во паѓањето, содржани се неубавите зборови. Тие во животот го има колку сака. Кому му се потребни убавите зборови? Ве паметен, односно не паметен, само по големите и по убави дела. Така вечерва да ја споделам и мојата радост, ако јас ги спомнувам со задоволство своите професори и сум благодарен кои ме научија како треба да седам, како да ги пишувам буквите, како да ги составувам мислите, што јас вечерва со мене имам двајца млади луѓе, кои по судбината на одговорноста пред пишаниот збор се равносилни на оние што беа, зашто и јас би бил никој и ништо ако не е минатото. Ако не се моите професори, мојот дом и све исто. Но се би било попусто ако еднаш фрленото семе не даде род. А јас се гордеам што откако заминав како главен и одговорен уредник на најстарото и апсолутно угледно македонско списание за литература Современост, што таму дојде Славко Ковиловски, кој денеска веќе сигурно ја има полица со своји авторски книги, како што и јас. Или Стефан Банковски. Некогаш немаш зборови да се заблагодариш. Но пак си ја враќам мислата дека во животот ништо не е случајно. Тој Тивко некако со таинствена насмевка во една прилика ме прашува: професоре, кога јас би бил ваш професор, што би имал? Сега одговорно, зашто јавно изговорениот збор подразбира да имате и мера, но да ја кажете и вистината, вистината е единствена. Сега пред сите вас да кажам, Стефане, во името на Светото Тројство, и благодарам што го организираше оваа вечер, овие мој дел 50 години, јас имам нешто некако година повеќе од 50, што го организираше и оценката во името на Светото Тројство, што кога би бил Господ, е
10, 10, 10 plus. От сърце ти благодаря. От сърце ви благодаря. Вам, драги мои, я продължувам средбата, но да ви посъкам, няма да трябва. Що ке ви хватна раката, нека ви се посъкам. А благодарам, що вие вечерно ми познатите това вечер. Се надевам дека се уверивте во тоа што ви кажувам и за неговата блага реч. Сега кога спомнавте 50 години творештво. Како се чувствувате после 50 години творештво? Што размислувате? Имате размислувате ли дека се поминате колку години на вашата поезија? Знаете како е проект. Моята последна книга е насловена Еден миг живот. Значи, лета годините. И кога Стефан Марковски ми прашаше, професоре, 50 години от първата ваша книга, стихотбирката Тайна Русонът, обявена 1972 година, ajde речем нещо да организираме. А аз мислам, в животът постои еден миг. Така що ово отбележување, благодарейки на Стефан, го чувствувам дека е еден миг и нема да се повтори. Првата книга не се повторува и мене ми е много драго кога се појави излезе една серија од 4 поетски книги, чии уредници беа угледни имиња Владо Гошев, Петър Табушковски и Слободан Мицковиќ. Потоа, мина уште некоја година, дојде 1978 година и сега би дошло до овој, може би, вистински миг на афирмација, кога во најстарата угледна издавачка македонска куќа, македонска книга, чиј главен уредник беше една легенда, една личност пред која застанувавме со почи, меѓутоа и со страх, Славко Јаневски. Тогаш ја предадов книгата за печат Раскази трета казна. И некако сега беа други времења, други критериуми, поминуваше ми се рецензии на Александър Ежов, кон книгата не му се бедиса, зашто тој не можеше да допре до некои модерни текови на литературата, стануваше збор за една модерна проза. Покојниот Душко Наневски кон книгата многу му се бедиса, и ја се истакнува многу ми е драго што Славко Јаневски виде, требаше некој да донесе решение, што ја виде книгата, и таа веднаш беше отпечатена. Ако за Тајна за сонот во современост 1972 година одобив бројот современост, тогаш бев војник во војната школа за резервни офицери во Задар, лесници и камионска артилерија, Петър Шибилов оглави еден прекрасен текст и си реков, е добро, тука и сега, значи сепак те бива да пишуваш. А Птици на кругот имаше фини критички односи. Потоа се појави во Берлин, во Германија, антологија на новата југославенска проза со 22 нови автори, истакнати автори, од кои тројца бевме македонци. Митко Мажурков, Зоран Ковачевски и јас. Книгата наскоро имаше второ издание, преку авторската агенција германски комунар, можете да споредите колкав тој беше, а наскоро потоа изнесе Баден антологија на најубави љубовни песни, љубовни раскази, афоризми, сентенции. Натаму, во која исто така бе застапен со носечкиот расказ според книгата Птици во гробот. Драг мој колега,
мислам дека стартот беше тој. И денес се поминати толку многу години и пак се радувам како тогаш. Секоја книга ми е една нова рожба, дел од вашето тело, ваше уво. Тоа е зимски сладолед кој ме го збогатува за себе си, за генерациите, за семејството што е околу вас. Критиките, есеите, книжевните студии. И би завршил патен. Нешто да би луѓе знаете кој се. Универзитетските професори. Кога спочнуваат се забраваат, се забраваат. Меѓутоа, јас постојано и уморно трагам по она што е непознато, што го нема што не се знае. И за вас секако ќе биде интригантно. Жал ми е што не ја понесо фотографијата, што од Белград добивме фотографија на керката на Кочо Рацин, родена 1936 година, во љубовната врска со Невенка Вујич. Невенка Вујич, бидејќи да не тркне срамот, отишла при тетка во Судулица. Тетката не можела да ја прифати внучката која носи помрачно дете. И на 2 септември 1936 година во Судулица се раѓа женско дете со 2 кг и 700 грама. По некое време однесено во домот за сирачење, за посвојување на деца, да биде таму оставено, за да дојде 1940 година во Велес и се фотографира малецката, за која со задоволство во низ ден одржа стојки на нози, јас како која никогаш не се наповрам предавања, секогаш стојам на него и говорам слободно. Ете го тој немирен дух да се покаже и потрагата која. Мојата книга Лов на Елена, како потрага по трајни книжевни вредности, всушност е потрага по истина. Потрага по големата љубов, да покажам колку љубени отраци ја имал и остварувал и во љубовта кон жената, кон нејубавото нешто, кон домот и семејството, кон приврзаноста кон мајката, да има и своје дете. Спомнувате почнавме со поезија, завршивме со книжевна историја. Ако треба да ви каже некој Василе, определи се или литература или книжевна историја. Постои ли можност да се определите? Што ви лежи повеќе? Не постои никаква можност, зашто јас мислам човекот од самото раѓање на третата вечер му е предскажано. Мој професори, пак ја спомнам Конески или Ганев, ги споменувам од причина што во себе обединуваат творец, значи писател и научен работник. И тоа мајсторство да го постигнеш. Тоа е убавината. Јас денеска говорам и со благост и со бескрен љубов на Блажа, кој кон Ганет Тодоровски, кој ме сметаше за своје дете, и на нашиот сограѓанин, покојан Атанас Вангелов, како колега ќе му речеше, Насо, се немој да ми го пикнеш, да ми го пикнеш вас. А тоа е, зошто е тоа голема работа? Поезијата, односно роман, расказот, литературата, бара емоции. Бара да имате фантазија, да го збогатите животот, да направите литература, да направите интригантно читање, да внесете срце и мисло. И замислете сега одеднаш еден дел од вас треба да биде научник. А кој е научник? Се ова што досега го говорим. Науката не да го негира, таа воопшто не го признава, не го прифати. Науката бара аргумент, документ, бара фактографија. Има
иначе дръзка и безобразна, без влакна на язик и да опомени дека вие не сте научник. Зашто секој има право да ја провери вашата вкуснота. Кај мене никогаш не била промашена или не била смислена вкуснотата, а литературата која ви дава слобода да измислите, да додадете, да разубавите. Но оно што ме обединува, тоа што вие тоа добро знаете, Славчо и Стефан, и во литературата, и во науката се обидувам да го внесувам своето срце, својата душа. Фала Богу, ме служи здрава мисла, зашто читателот дали да прочита мој роман, мој расказ, или книжевно-историски студии, етнографски труд, мора да го разбере. До ден денеска никој не ми рекол дека ме прочитал и не разбрал што сум напишал. Освен тоа како научник, прашањата не ми се смислени, како разговараме, така ми навигаат. Прашање сме разговарале за многу нешта, но меѓутоа интересно е Васил, му се обраќам на Васил, да ги сподели со вас некои доживувања што ги имаше со современост, со списањето современост. Современост е најстарото македонско списање. Директен наследник од првото македонско списание Нов ден, што значи дека неговата традиција е веќе преку 70 години. Тоа е една, како што јас можам да почувствувам, една голема отговорност. И јас се сеќам тоа за да биде колективот, уредништвото сплотено за да објавува квалитетни автори, пред се колективот треба да има заедно почет. Јас се сеќам на покојниот председател на управниот одбор професор Димитар Бошков, пред секој доаѓање на состанок доаѓаше со свежо испечени колачиња од фурна и со тази испечени кефлечиња, кои што кога ќе седевме на таа, имаше една голема сина маса, која ќе седевме, ќе кршеше и како што беше така голем грамаден мажиште со голема, со долга коса, така земе со така земе. Јас тогаш се чувствував, ако ми билоте, безбедно. Не знам друго чувство да опишам, се чувствував убаво, безбедно, како меѓу своји. Така што следно прашање се однесува на современост. Како влегловте во современост и оно што е уште поважно, што значи современост за вас? Современост е моја голема љубов, бидејќи долго бевме во врска. 20 години бев уредник, кога главниот говорен уредник беше Александар Алексиев, еден прекрасен човек, прекрасен другар, прекрасен автор. И потоа на тие 20 години гледам малко, што би рекол Черчил, не си многу умен, кога на едно место поминуваш многу години. За 5 години се учи, се совладава, бев и главен и одговорен. Никогаш нема да заборавам дека ако втората програма на телевизија Скопје беше мој златен период од животот и дејноста, дека и овој дел од мојот живот беше исто така златен период, зашто каквите си изнаредија по долго менување на уредници, а секој менување ми не се непријатности, доаѓа нов човек, не му знаете карактер, некој од министерството ви го наложил, ви го натуриле. Кога се формираше редакцијата, во која беа колегите Ранко Деновски, Славчо Ковиловски и Никола Алтиев, и со нив беше задоволство да се работи. А професорот Димитар Бошков беше легенда. Се трудам да не профилцам. 2 метра човек, никогаш боен, прекрасен човек, не помирисува шапо, со една коса, мислите, икебана, неколку икебани се на неговите ради. Тој секогаш ке донесеше кесички, во кесичките носеше печени, добри колачиња.
А ние народот велат млади, ама зрели, не зелени, нели, млади. Предходните, особено, ќе го споменам нека му е лесно земја, трпеве многу критики, не трпеа, зашто сме ние, па некој мора да биде. И тој само ке речеше, Ефтиме, биди горд што овие деца го продолжија со временот, го живеа, го имаа. Јас затоа сум горд што мој директор наставник беше Славчо на Ратовица. Затоа сме предполагам горди со мојот професор, мој професор бидејќи ми е чести за тоа што е професор и што е автор. Кога разговаравме кој сега него ќе го замени, имавме голема дилема, разговаравме. И си велите, овој не може од она не може од таа страна. Тогаш дојде нашиот Стефан Марковски. Аз сме се полови. Стефан Марковски, кој и јас велам никако не е секоја чест и коневски поинакој. И особено Димитар Митрев. Подобар говорник во живот нема средно, нема слушна тоа. Што Димитар Митрев, кој беше и татко и мајка, го остави ни го заврши современост. И Славче, што да речем што е современост? Современост е наша рожба, наш дел од семејството, наше детство, наша младост, како што во ова време да добиеш Стефан Марковски објавува по 4 броја, да признае оние наши грди времења кога не добивавме тари, можевме да објавиме 1 или 2 броја, меѓутоа повеќе не можеш да ги објавиш. Тој објавува по 4 броја. И јас мислам, и стално ме гледам, вие сте млади, убави да робите. Не се обраќате и не им обрнувајте внимание на оние што критикува, забележува. Единствено зашто работи или го мората. А дека е тоа така, во историјата на литературата дословно стои. Меѓу писателите нема пријателство. Не постојат пријателство. Јас не го верувам дека имам 20 пријатели и повеќе никој не го Морам да кажам дека после сосем изгледав од таа замислена начин на промоција, наместо ние да го промовираме професорот од Циновски, испала дека професорот и тоа доволно говори за човекот. Јас со овој мој заклучок ги завршив, потоа ќе оставам да се обратите, и тоа доволно говори за човекот, за начинот на кој што размислува, бидејќи еден човек не може да успее сам. Ако нема добри претходници на кои што се гледува, ако нема добри наследници кои што ќе знаат да го продолжат неговото дело. Мислете, неколку пати така знаеме да се посмееме со други хора кога ќе седнеме. Пробајте вие барем да ги пречукате страниците што ги напишал по Циновски. Пробајте не да ги размислите, не да ги откриете, не да ги донесете, да ги снедрите, да ги седне на хартија. Пробајте само пречукајте ги да видите колку е тешко, бидејќи во тие текстови има јорови, јерови, разни гласови и сето тоа мора да се пренесе верно до оригиналот. Учителот не сме да импровизира. Од Циновски никогаш не импровизира. Јасно знаеш, кој са ви насочува. Голем дел од тие негови дела може да ги користите како основна литература. Ако сакате да се повикате на некој автор, да се повикате на Циновски. Така што оваа книжевна вечер, да му се заблагодарам на професорот што и нас не пофали, меѓутоа да му се заблагодарам
за пријатните доживувања што сме имале заедно, патувајќи, држејќи предавања широм Балканот. Да се заблагодарам на Стефан, што после освободеност, после јас, после мене дојде Стефан, што се покажа како одличен организатор. Стефан, благодарам за организацијата на настан, благодарам за Народниот театар, благодарност до вас за нечего дека некој ќе свири гитара. Да, нека е стереотип, меѓутоа да. Ви благодарам вам што бевте така внимателна публика и сега ќе започнем со благодарност. Јас исто така би сакал да се заблагодарам на младата дама. Многу ја сакаме музиката, ние со супругата, со синовите не пропуштавме балетски и оперски представа, сакаме се музика. Оно што е нежно со душа и што ни отворите оваа вечер со една фина музика, а да не забравиме, ако животот не знаеме да го направиме музика, джаба ќе ни биде. Знаете зашто? Зашто и човекот и животот се една солза, една утринска капка роса. Сега ја гледаме, не дај Боже ќе ја стега. Да и се радуваме. Затоа и уште еднаш би сакал да се заблагодарам на колегата Славчо Кобиловски, кој овие денови имаше една прекрасна книга за псевдонимите, односно за судбината на македонските писатели кои морале да се кријат за да работат за татковината, за народот, за да ја сочуваат главата и да можат да остават трајна трага по кој и денеска ги споменуваме. За честитоста, дарбата, за почета што Стефан Батовски апсолутно ја заслужува, што вечерва не собра, а денеска знаете како, немате ќе излезете на улица кому добар ден да кажем. А ние имаме еден млад човек кој успеа вечер да не собере и сите вас 30 овде да ве почувствувам како едно семејство, како дел од моето детство во Стојаково, кога секоја година доаѓавме и таму ги направив првите чекови. Дедо ми Петре Брзанов имаше кобила видра, црвена. И таа живееше долго години. Така и ја запаметив, таа и осете, меѓутоа додека не почина од природната смрт, таа беше составен дел од нас. А едно детенце од неколку месеци, Васко, таму сред гумното беше во дворот, ќе се фатеше за опашката, односно ќе се фата за опашката на кобилата и цел ден издодено детенце како детенце, а кобилата била толку љубезна го шетала низ дворот и така Васко Тациновски роде. Или таму мојата баба Костанда по Момеско Ѓорева од многу богато семејство, а дедо Петре Брзанов биле сиромашно семејство и тој бил оно што се вели популарно домаќин. А јас како дете, татко ми тогаш бил војник, од касарско семејство, моето семејство е од Мијачките краишта, доселено во 15 век, постојано сум барал да има месо да јадам. И мајка ми се досетила, испржила црни патиџани и така јас почнав да одам, така почнав да јадам само месо и еве вечерва многу ми е драго што токму го Евгенија и Стефане пак ти благодарам, зашто друг јубилеј и друга представа прихвачам како човек, како и естетика, што сум со вас и што бевме едно срце и една душа.